14 дена пред да почине траело лекувањето на младиот беровчанец Јован Димовски, за кој неговото семејство објави дека починал по лошо направена интервенција на ЗАП. Државниот и санитарен инспекторат го објави извештајот од вонредниот инспекцијски надзор. Тој изврши увид во документацијата кај сите здравствени институции во кои се лекувал Димовски. Од увидот во стоматолошкиот картон е утврдено дека Димовски за прв пат кај својот матичен стоматолог се јавил на 10 август. Откако му извршен преглед, стоматологот констатирал огромен оток на десната страна. Поради вкочанетост на долната вилица и болка, не можело да се изврши преглед. Во меѓувреме од страна на матичен лекар му ординиран друг антибиотик и останата супортивна терапија. Според извештајот, на 11 август на Јован му бил креиран упат кај приватен специјалист по орална хирургија во Струмица, но од увидот во здравствената евиденција е констатирано дека пациентот не се јавил на преглед. 3 дена по првиот преглед, односно на 13 август во 22 часот и 30 минути, поради болка и оток повторно се јавил на преглед, при што како итен случај е упетен на максилофасцијален хирург во Штипската болница. По приемот извршена му екстракција на забот и керетажа, но бидејќи не било воспоставено спонтано дренирање, извршена екстраорална длабока инцизија со поставување на лашва за пасивна дренажа. По 6 дена подоцна, на 19 август, откако здравствената состојба му се подобрила, тој испишан од болница со назначена терапија од страна на максилофасцијален хирург, но и да се јави на контрола за 2 дена. Поради ширење на инфекција направен е контролен РТГ на бели дробови, како и контролни лабораториски испитувања. Јован се појавил на контрола и му била извршена преврска на раната и повторно му е закажана контрола за 23 август. Но во понеделникот, во раните утрински часови во 4 часот и 40 минути, со обилно крварење, фебрилен со отежнато дишење и намалена сатурација, со возило на итната помош од Берово повторно е донесен во Штипската болница, каде што веднаш е внесен во операциона сала. Земени му са 2 бриса и според лабораторискиот извештај не се најдени патогени бактерии. Во меѓувреме е побарано консултација од Универзитетската клиника. На 23 август во 8 часот и 30 минути, откако професор Даница Поповиќ лично го видела пациентот, дадено е насока во таква состојба да не се транспортира за Скопје, туку во наредните 24 часа да биде на одделот за интензивна нега во Штипската болница. Но во текот на денот, здравствената состојба му се влошила и Димовски е пренесен на Карил во Скопје. Неговата состојба е крајно тешка со знаци за септичен шок. Веднаш се преземени сите мерки, но кај пациентот наредниот ден настапува смрт. Откако семејството јавно објави дека причина за смртта на младиот Јован е лекарска грешка, Штипското обвинителство отвори случај, а беше извршена и ексхумација на телото.